Благодарам, почитувани колеги, почитуван технички премиер. Како што поминуваат овие доцни сати, вечерни и рани утрински, се повеќе мислам дека наместо да се ближиме кон организирање на предвремени избори, што беше договорено да се случи на 12-ти, распуштање на собраниево, ние како да се движиме до некоја политичка криза. Зошто мене така ми изгледа? Затоа што сметам дека оваа одлука, почитуван технички премиер, мислам дека вие како личност со долго политичко искуство ќе се согласите дека е премногу избрзана или е во еден тоцен час во кој што навистина со таа одлука може да се предизвика политичка криза, да се обезглави едно министерство кое што е многу значајно, секако дека и другите се значајни, но според Пржинскиот договор секако дека е определено според специфичноста, да се обезглави во еден ваков политички контекст, мислам дека води кон политичка криза. Внимателно го следев вашето експозе и потоа го прочитав уште еднаш и јас не сум убедена дека вие сте убедени или дека не убедивте дека постојат аргументи за разрешување на техничката министерка Рашила Мизрахи. Не наведовте нешто кое што навистина не убеди дека се коси со уставот, со законот, па дури и со Преспанскиот договор, за кој што сите знаеме овде, доволно сме прочитале и доволно сме информирани, дека постои период во кој што треба да се реализираат сите одредби на Преспанскиот договор. Тој период е од 5 години. Така што и користењето на името Република Македонија, кој што и ние го користиме, кој што го користат бројни граѓани, кој што се користи по институциите. Еве пред малку навистина и другите колеги спомна дека дури има и објавен оглас од министерство кое што го води министерот Никола Димитров, каде што е наведено името Република Македонија. Зарем тоа толку многу е тешко да се прифати дека тој период постои и едноставно можеби и треба да дозволите да сочувствувате со поголемиот дел од граѓаните на Република Македонија да го одболедуваат тоа што им беше насилно наметнато и тоа што им е неприфатливо. Дозволете, затоа што граѓаните на Република Македонија, македонците, го чувствуваат тоа како болка и можеби никогаш нема да преболи. Нешто што мене ме охрабри пред некој ден, а што никој не го забележа вака во медиумите, бидејќи беше многу позитивно во таа насока на поддршка на македонците во Република Македонија, беше изјавата од тука на почитуваниот колега пратеник Африм Гаши, кој што рече да, сега им е потребна поддршка на македонците за да го сочуваат нивниот национален идентитет, јазикот, националноста. Тоа, верувајте, многу ми значеше. Зарем е забрането во Република Македонија македонците да тагуваат за нешто што изгубиле, што е евидентно, што сите го знаат. Почитуван председател, технички премиер, и Европската народна партија упати една нота на поддршка во насока на давање на поддршка на министерката Мизрахи да продолжи, затоа што на секој човек му е потребно време за прилагодување, како на сите потребни се нели 100 дена на владата, потребен е период да се сними една ситуација. Ние ја видовме техничката министерка Рашила Мизрахи, која секој ден посетуваше институции и населени места каде што беа евидентни некои слабости, и тоа е работата на министерот. Јас само се прашувам и ве прашувам вас,
бидејќи како искусен политичар и како прв меѓу еднаквите во владата, дали вие со министерката која што била дел од вашиот тим, разговаравте, дали ја прифативте еднакво како другите министри, дали се грижевте за незе, дали покажавте грижа за тоа како напредува, дали дадовте доволно поддршка, затоа што вие, како што рековте, еднакво сме заинтересирани и одговорни за да организираме непречени фер демократски избори. И дали ја заштитивте доволно кога беше растргната заради нејзината етничка припадност и заради нејзините квалитети што ги има, кои се евидентни, кои сите ги знаеме. Дали чувствувате дека се сте направиле, па на крајот го направивте овој чекор. Ако не сте направиле се, постои и законска обврска според законот за влада, според член 48 став 3, сте можеле и тоа да го искористите тоа право, со тоа сигурно секоја процедура која што дава можност на луѓето да се преиспитаат дали се на добар пат, треба да се искористи. Тука имаме ние закони и требало да се применат. Во случај на сомневање, произлезено од можно незаконско постапување од страна на министерот, може да се поднесе тужба до надлежен суд. Во случај да се спорат административни процедури и одлуки по истите, може да се поднесе тужба до надлежен уставен суд. Не се искористени тие правни акти, ако таа прекршила нешто така како вие што кажувате, а тоа не е дефинирано. Видовме дека таа табла е единствената која што постоела во Министерството за труд и социјална политика, која што е наследила техничката министерка и за која што нема обврска во овој период во кој што има силна обврска да се залага за организирање на фер и демократски избори, да се бави со промена на табла. Но еве и тоа да е така. Значи, ние имаме бројни документи според кои што се идентификуваме. Имаме, колегата покажа лична карта, имаме пасоши, легитимацијата која што имаме како пратеници од собрание, ние со Република Македонија. Значи, не можеме така да го откорниме и така да ги казнуваме драконски луѓето. Ова е драконска казна за една личност која што целосно се вложи во имплементирање на низините обврски во однос на проблемите со кои што се соочува тоа министерство. Било, ги имало, ги има и ќе ги има, но таа се заложи. Зошто таа драконска казна, верувајте, што ќе значи, која порака ќе ја пратиме до другите луѓе, дека не смеат да спомнуваат Република Македонија, забрането е тоа, дека верувајте дека тоа е заплашување и покрај тоа што се деклариравме како претходно се какво менување на називи, на имиња, какви табли менување, што ви е на вас, зошто вие мислите дека ние тоа ќе го правиме? Еве сега имаме страшна казна, значи разрешување на технички министер затоа што дава пресконференција пред таблата која што ја наследила. Верувајте дека не сум уверена, дека и вие сте уверени дека го правите вистинскиот чекор. Јас лично ве замолувам да уште еднаш ја и преиспитате таа одлука, ако е ваша лична одлука, ако не сте под некој притисок, да уште еднаш да се преиспитате и да дадете можност, како и на вам што ви беше дадена можноста, знаете од оваа говорница што се беше изречено кога бевте министер за внатрешни работи, но искрено добро е што им се дава прилика на луѓето уште еднаш да се преиспитаат, да ја слушнат критиката и да продолжат. Јас ве уверувам дека ќе покажете висока доблест ако и дадете уште една шанса на Рашела Мизраки, со тоа и вие ќе направите за вас како човек, како личност, како професионалец, уште еден чекор и ќе покажете доблест како личност, како технички премиер и како човек од политиката кој важи за умерен и со одредени човечки доблести и карактеристики. Благодарам.